Добар ден, и од мене започнува 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за употребата на антибиотиците, кои што се најчесто употребуваниот лек при лекувањето на детските болести. Нивната примена стана толку вообичаена што понекога се занемарува точниот причинител на инфекцијата, а и негативните ефекти контраиндикации што може да се јават од примената. На оваа тема денеска зборуваме со доктор Светлана Смогреска. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Ова е една мощна актуелна тема. Родителите имаат поделени мислења. Така. Често пати знаат на своја рака да си препишат антибиотик на своето дете, па дури и да нема доверба кон докторот кој што не препишува антибиотска терапија. Барат антибиотик за растеченост, за настинка, за кашлање, за покачена температура. Така. Бидејќи се веруваше до неодамна дека всушност антибиотикот лекува се. Но дали е тоа така? Токму така, ова е интересна тема, морам да ве поздравам, затоа што злоупотребата на антибиотици денеска е се повеќе и повеќе актуелна. За неа се зборува не само во нашава република, и на пошироко, Европа, светот, и се најде глобален проблем, дека се јавува голема резистенција на антибиотикот. Зошто е тоа така? Значи, во денешно време, злоупотребата на антибиотици е многу честа. Порано, кога дете кашлало, течало носе, било настинато, мајките лекувале најчесто со што? Со чајче, со прегорено шекерче, со мачкање на ментолни масти, со инхалирање врз водена пареа, со држање на детето на повисоко за да не кашла многу во текот на ноќта, ставајќи солени капки кои сами ги приготвувале дома во носето, и децата многу брзо се решавале од проблемот настинка. Затоа имали голем успех лекувањето антибиотикот ако бил даден и посочен кон бактериската инфекција, кога имал добар ефект уште по првиот и вториот ден. Денеска децата пијат за секаква настинка антибиотици и често пати се случува да и покрај тоа што пијат јак антибиотик, сега карикирам, не значи дека амоксиклав е антибиотик со посебна јачина, ама е посебно приготвен за посебни бактериски инфекции, кога ќе го пијат и ќе дојде кај мене и ќе каже доктор, ќе го пијам антибиотикот, меѓутоа како да пие вода. Зошто е тоа така? Затоа што примената на антибиотикот била безцелна, се земало било од ноќниот лекар или отишла до некој дежурен или лекарот што заменува, или по препорака на тетката, на комшиката и така натаму, започнала мајката со антибиотик, кој порано многу лесно се земаше од без проблем од аптека. Сега веќе настана проблем од земањето на антибиотикот од аптека и она веќе почнала да си го дава, поминало 5-7 дена, ефектот нула. Наместо детето да биде подобро, кашлицата да ја смири, температурата да ја смири, детето може понатака да гори, а причинителот наместо да биде за антибиотик да е вирус, или па што е уште пострашно да биде уринарна инфекција, каде што антибиотикот дава сосема контраефект. Споменавте резистенција. Значи, стануваат и бактериите отпорни и не делуваат. Колку е опасна оваа состојба? Таа е многу опасна. Значи, ако до сега имавме антибиотици кои лекуваат бактериски инфекции, во смисла бактериски инфекции како сепси, сега веќе се јавува резистенција. Во тој случај може многу лесно да бактеријата завладее со болеста на човекот и да настанат лоши последици и компликации кои често пати завршуваат лошо. Така. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. Слободно можете да се јавите и да поставите прашање поврзано со употребата на антибиотиците кај децата. Значи, се јавува резистенција, но често пати може да дојде при долготрајна употреба на антибиотици и до дополнителни компликации, бидејќи покрај патогените бактерии антибиотикот ги уништува и корисните бактерии. Кои се тие корисни, може да објасниме? Да, корисните бактерии човекот ги содржи во себе. Тие се наоѓаат во носната шуплина, се наоѓаат во устната шуплина, во нашите уши, на нашата кожа, во нашиот желудник, црева, анус и така натаму. Значи, тие се бактерии кои не штитат нас или влегуваат во човечката флора од лошите бактерии кои може да предизвикат болест.
Ако ние примеме нецелно антибиотик, во тој случај ги ништиме доброчудните бактерии и тогаш настануваат проблеми. Зашто децата кои пијат антибиотик често пати имаат проливчиња? Нормално, бидејќи антибиотикот покрај тоа што например е даден за бактеријска инфекција која е најдена во грлото или пак да речеме во носот, ги уништува бактериите што се наоѓаат во цревата, во желудникот и детето има пак пролив, повраќање, може да има дури и осип на кожата, што зборува дека фактички нецелно, мислам, недобро ја завршил својата улога. И во тој случај секогаш се препорачува при користење на антибиотик детето да користи и пробиотик. Ќе продолжиме на оваа тема со пробиотиците. Најнапред ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, имам 11-месечно бебе. Од 2 месеци има проблеми со носот, ама носот и ствара проблеми кај ушите и ја болат ушите. И секој 3 месеца е на антибиотик. Сега пред една недела примаше алмацин, не и помогна мацинот и сега ми даде сумамет. Така. Дали смеам за една недела 2 пати да ја давам антибиотици? Так. И ако може да ми кажете нешто за носот или за ушите што има проблеми. Така, благодарам што се јавивте. Убаво поставено прашање, значи ова е многу често сега актуелно. Ушните лекари се доста актуелни кај родителите. Често пати уште од раѓање детето почнува со некое носе запнато или протечено, па родителите почнуваат со антибиотици, па таму почнува да е вознемирено, па почнуваат со одење на ушен лекар, па користат еден антибиотик, друг и јас морам да кажам. 94 до 5% од инфекциите и на уши и на нос тоа се причинители вируси. Давањето на антибиотик е безцелно. Користењето на голем број капки исто така може да ја уништи флората на носот и тоа повторно да направи еден циркулус витиозус. Значи, јас не би препорачала безцелно да се земе. Таа мајка треба да се прати, да се види имунолошкиот одговор на детето, дали има бактерија во носот или во ушите, па да се направи консултација покрај сушен лекар, да се направи со имунолог. Така. Затоа што чистото зимање нема да го реши проблемот. Она до сега, еве, секој 3 месец зима лекови само за уши. Так. Мора да се наде каде е проблемот, зошто тоа се повторува. Така, имаме уште едно прашање. На гледач, добар ден, повелете, кој се јавува? Дали се уште го имаме гледачот? Да, го слушаме. Добар ден, во програма сте. Овде ваша редовна гледачка. Благодарам што не следите редовно. Повелете, кој е вашето прашање? Вака, син ми има сега на 17 ке наполни 3 месеци. Уште пред да наполни 2 месеци му откривме бактерија на урината Ешерихија коли. Лежевме на клиника 10 дена, примаше терапија и од кога не пуштија од таму ни дадоа панцев сироп да пие еднаш по 1,5 милилитар. Кога отидовме за 2 недели на контрола, ни продужија уште 1 месец да го пие сиропот. Ова антибиотикот дали е безбеден, толку долго време што го пие, не буни тоа, нели, антибиотик дека 1 недела до 2 недели. А ние веќе месец и пол го пиеме. Така. Ви благодарам што се јавивте. Убаво поставено прашање, благодарам многу на мајката. Значи, уринарните инфекции се посебен ентитет во педијатријата и мора да се напомене дека без разлика што многу неправедно се користат антибиотици за горно и долно респираторни инфекции или гастроинтестинални инфекции, мора да се спомне дека уринарните инфекции, посебно во детската возраст, ова е машко дете до 2 месеци, имањето на уринарна инфекција, значи веќе сепса, Ешерихија коли прави проблем и затоа таа ќе мора да го користи антибиотикот за да може да го заштити своето дете да нема реперкусии врз растот и развојот на уринарниот тракт, посебно на бубрегот. Оти кога ќе настанат промени на бубрегот, фиброзни промени, тогаш делот од паренхимот на бубрегот се губи и неговата функција се намалува. Тоа се трајни последици. Да.
Значи, во овој случај ќе ги следи точно напатствијата на детска клиника, на оделот нефро, каде што ќе добие добри напатствија. Кога зборуваме за горни-долни респираторни проблеми, дали при секоја инфекција родителите треба да прават бриз и дали секоја бактерија треба да се лекува со антибиотик? Така, јас најчесто препорачувам да се прави почесто брисот. Ако е детето во градинка или ако е веќе често пати во социјализацијата посетува игротеки, роден ден или лево-десно, почесто е болно, за да сме сигурни дека нема од лоша бактерија, како што е стрептококната, да речеме бактерија, која спаѓа само единствена бактерија која се лекува во педијатријата, треба да се прави брисот. Кога го очекаме резултатот од брисот, ние чекаме 2 до 3 дена. Во тој период, ако е вирусна инфекција, проблемот се решава само од себе, ќе излезе дека брисот е негативен и родителот задоволен и докторот задоволен. Ако се прибрзано даде антибиотикот, пред да се чека брисот, што ако дојде брисот негативен, а мајката веќе го почнала антибиотикот. Значи, тогаш правиме еден зачаран круг, кој го векам јас циркулус витиозус или еден круг, се вртиме во круг. Мајката користи антибиотик за секоја инфекција, ја намалува крвната слика, посебно хемоглобинот го уништува. Со тоа резистенција се јавува на бактериите кои ги лекуваме и внатрешните бактерии ги разрушува и она сакала неќела наредниот пат кој ќе дојде заради таа дискрепанца на нашите сапрофити, а воедно и осетливост имунолошка затоа што е детето со паднат имунитет, веднашка пак е повторно на антибиотик. Потребно да се направи крвна слика за да се разграничи дали се работи за вирусна или бактеријска инфекција. Може ли да се разграничи со крвната слика? Не, тешко. Треба да си добар експерт, за тоа убаво да го видиш. Има стрептококни ангини, кои се со стрептокок пиоген, а крвната слика е со леукоцити 4000, 5000. Не мора секогаш да значи дека крвната слика покажува и сигурен, да речеме, сигнал дека се случува некоја инфекција. Најдобро е да се потприме на брисот, да се потприме на клиничката слика, покрај крвната слика, мочката што ќе ја видиме, CRP-то, кој ни е многу битно, циркулирачки реактивен протеин, кој покажува дали се работи за некоја системска инфекција, па кој ќе се соберат сите три работи воедно, ќе се најде и точниот лек и диагноза. Да ги вклучиме гледачите кои што чекаат на линија. Добар ден, повелете во програмата кој се јавува. Ало, добар ден. Повелете. Сакав да башам, значи имам бебе 5-месечно. И уште кога се роди, значи има проблеми со носот, нешто задната, ама јас не имам дадено ниту антибиотик, само физиолошки раствор, значи ставам во носот и го чистам со пумпичка. Так. И имат ефект. Дали е тоа добро или треба да направиме некој бриз, некој нешто? Така, благодарам што се јави. Това е многу чест проблем. Да. Најчесто родителите се јавуваат за задното носе кај бебето. Да. Најдобро е да си продолжи така. Ако ептен има проблеми и има вистински, брисот ќе покаже негативно, и она го решава многу убаво проблемот. Значи, ако е бактерија и мимо тоа што го чисти носот и става физиолошки, ќе си има поголем проблем, ќе почне детето да кашла, ќе има температура и слично, а она многу убаво го решава проблемот и нема потреба ништо понатака да прави. Да го слушаме и прашањето на следниот гледач кој што чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Добар ден. Јас малку си земувам од темата. Во темата се работи. Така ве слушаме. Продолжете да зборувате. Се работи за деца. Јас сум малку повозрасна особа. Би сакала да поставам едно прашање, ако може, докторката. Повелете. Вака, јас сум планинарка. Планинарам, пред 3 години имав бронхоплеумонија. Тешка е, мислам, изнастината од планините. И сега, почесто време, тоа се заврши, доста сум подобра. Али, ипак, јас остана она подкашлување, нон-стоп си подкашлувам. Секој сабајле, грлото ме греби, подкашлувам. Се консултација со еден интерниста, ми рече дека да направам крвна слика во пролече, сум имала излидени стрептококол. Како се викаше таа? Стрептококал пиогон. Да.
Така, и сега дали треба така да постапам и со што треба да направам за да откријам дали стварно имам, ти ми рекоа дека имам на белице дробове, ми се наоѓала таа бактерија. Благодарам што се јавивте. Предпоставувам дека на мајката, на господјата се работи за пнеумослаид. Пожелно е да го направи тоа. Сигурно се работи или за микоплазма пнеумонија или некои од вирусите кои ќе се најдат на пнеумослаидот. Морам да ви кажам дека често пати покрај брисот потребно и пнеумослаид, за да мајката види зошто детето и кашла или зошто често и е болно. Може да се причинители вирусите, како што кажав, како респираторно-синцитијалниот, риновирусот, аденовирусот, коксакито, микоплазма пнеумонија, кои ако ги докажеме таму, значи нема потреба мајката да се секира. Ако се работи за микоплазма, ќе користи тогаш од типот на макролидни антибиотици кои ќе го решат проблемот, а ако се другите, ќе знае дека таа вирусна инфекција треба да помине, дали ќе помине 3 недели или ќе се заврши само за 10 дена, ќе се смири. Така, важно кога е вирусна инфекција да не се дава ништо, нема велат потреба за 7 дена со антибиотик, 1 недела без антибиотик. Тоа не е така, 7 со 7, така. Во однос на правилната употреба на антибиотиците, каде се прават најчестите грешки? Дали кога родителите ќе почнат антибиотик да дават, е грешка доколку после 2 дози или 3 дози го прекинат лекот? Зошто е важно да се испие цела доза и во точно определен временски интервал? Значи, антибиотикот делува на сатнина. Тој се излачува или преку бубрезите или преку цревото. Така да ако него го зимаме неправилно, дејството ќе биде нула и ќе настане резистенција од други типови на бактерии и соеви. Потребно е да се зима одреден дел од период, а воедно и во одредено време. Ако се зима правилно, лекувањето ќе биде успешно. А ако и покрај тоа не се зима правилно, повторно бактеријата ќе се јави во брисот. Сега, може да имаме некои состојби каде што имаме резистенција или пак се добило да речеме клицоносителство. Така. Во тој случај, ако се воспостави таква состојба, треба да се бара правилниот антибиотик ако е за резистенција или да се прекине, да се подкрени малку имунолошкиот одговор, а потоа на детето или на особата се лекува правилно по медицина базирана на докази. А ако се користи антибиотикот со неправилна сатнина и со неправилен временски период, ефектот е нула. Само правиме голема резистенција на бактериите, а нема лекување. Така. Да го слушнеме и следното прашање на гледачот кој што ќе го вклучиме. Сега, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Сакам да прашам докторката. Јас имам година и пол дете, од кој пред 2 месеци детето ми беше болно од бронхит, па се спушти на бронхопнеумонија и 2 месеци примавме различни видови на терапија. Од трицев, панцев, бактрим и уште 2-3 шурупи. Последното ни беше го испримавме панцефот. Од панцефот ни помина се, ама еве сега после 2 месеци детето повторно ми се разболе и имаше само температура. Го однесовме на лекар, докторката рече крвната слика не дозволува да се дава антибиотик, може само со чепчиња да се дават унатре што содржат парацетамол. Температурата ни траеше 3-4 дена до ноќеска, од ноќеска температурата ни запре, сега па детето почна да подкашува. А докторката исто ни кажа дека организмот уште не бил исчистен од претходните антибиотици. Ме интересира прашање до докторката колку време му треба на организмот да се исчисти од самите антибиотици, пошто 5 врсти на антибиотици детето исприма. Така, благодарам што се јавивте. Добри прашање и добар одговор ќе добија. Многу антибиотици за лекување на, да речеме, бронхопнеумонија. Морам да кажам, било да е бронхит, тоа се долно респираторни, или бронхопнеумонија, неоправдано повторно се користат антибиотици. Одете вие во Европа или во свет, кашлаат 1 месец, имаат наод на слушалка, имаат некоја недобра крвна слика, али болеста поминала сама од себе.
зошто во Скандинавија се лекува пнеумонија со ампицилин, а кај нас мора да се даде панцев. Значи, тука би рекла и би апелирала да докторите внимаваат на давањето на антибиотикот ако е оправдано и има докажана бактеријска инфекција и да се работи за пнеумонија. Не значи дека треба одма да се почне со антибиотик. Така. Зашто пнеумониите и било каде во Европа се лекуваат без ништо, само со инхалации, а кај нас редовно се дава антибиотик кој не само се прима болнички, се продолжува венски, се продолжува амбулантски, потоа идат наредни контроли каде што се продолжува со наредни, па стигнуваме потоа со давање затоа што организмот е истоштен, се јавува една осетливост кон секаква инфекција, па стигнуваме до флексотиде, флексонази и така натаму. Се комплицира целата ситуација и сосема за крај, зошто е потребно да се даваат пробиотици Пробиотиците, антибиотикот. Пробиотикот има заштитна улога, ги штити нашите добри бактерии, воедно ја обновува флората на желудникот и цревата, кои имаат заштитна улога. Самиот антибиотик ги разрушува, а тие пак се доброчудни бактерии или спори што се внесуваат во нашиот дигестивен тракт, односно во гастроинтестиналниот, и овозможуваат да телото побрзо се избори, односно лесно да се избори со лошата бактерија што имаме во нашето тело. Доктор Смугреска, ви благодарам што бевте дел од Нула М+. Благодарам и вие што ме поканивте. И уште еден совет до родителите, внимателно со антибиотиците. Да, што помалку антибиотици, тогаш ќе имате здраво дете. Што помалку ставање капки, користете само повеќе чист воздух, шетање во природа, посебно користете вода, било да е езеро, море, река, кој добро делува не само врз детето, туку среќни ве прави самите вас. Така, тоа е најважно. Тоа е најважно. Ви благодарам, се гледаме ние повторно во некоја друга пригода. Благодарам. Јас на гледачите исто тука ќе им заблагодарам што не следеа и ќе им порачам да не следат секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.